Градежните активности во Маврово значително го променија пределот, предизвикувајќи уништување на природата и нарушување на животот на мештаните. Иако законите налагаат ревалоризација и репрогласување на Маврово за национален парк, тоа не е реализирано веќе 2 децении, што остава простор за бесправна градба и сеча. Тимот десетина експерти, еколози и професори се потпишани на последната студија за ревалоризација на паркот, изготвена во декември 2023, а во теренските истражувања учествувале уште 30 експерти и професори. Споредено со студијата од 2011 се предлага зголемување на зоните под строга заштита за 15% и на активно управување за 3%, а намалување од 18% има кај зоната за одржливо користење. Додека дел поддржуваат зголемена заштита, други бараат балансиран пристап што ќе го вклучи и економскиот развој на регионот. Новото раководство на Националниот парк Маврово бара да се стопира усвојувањето на законот за репрогласување на паркот и зонирањето да се врати во границите определени со студијата од 2011. За жал, како сме тргнале, ние со новото предлог зонирање, кој се уште на предлог, се движиме во правец на тоа дека ние само ќе работиме во делот на столбот на заштита на природа, а локалното население и нивниот социјално-економски развој ќе го ставиме во втора, трета или можеби последна положба. Тука исто така би имал потенцијал, нели утре да се направат некои си планинарски домови или пак планински кучички на таа висина, тогаш не би можеле да се направат со ваквиов тип на план. Жителите стравуваат дека зголемените ограничувања ќе го загрозат нивниот начин на живот, ќе ја намалат можноста за земјоделство и туризам и ќе го зголемат иселувањето. Тие бараат да се изостават планинските и велосипедските патеки од црвената зона, а површините на шуми и ливади кои се во приватна сопственост да останат во активната зона. Од експертскиот тим која изготвуваше студијата, велат дека новите зони биле дефинирани во консултации со сите вработени во паркот и со мештаните, и сите дале согласност за нив. Дима Меловски од МЕД смета дека новите зони кои се уште не се усвоени се добар компромис помеѓу заштита на природата и функционирањето на мештаните. И тим лидерот на студијата Менка Спировска истакнува дека покрај заштитата на биодиверзитетот се грижеле и за локалниот економски развој и за сите традиционални активности на жителите кои се во зоната на одржливо користење. Просторот кој некогаш зрачеше со спокојство, мир и тишина, сега е начичкан со објекти, како во градски кварт, со проблеми и со водата и со струјата. Сега се прават градови. Наместо да биде овдека мирно туристичко место, тие го прават џунгла и бетонизација. Гледате колкави згради се изградени натака, нема услови, нема вода. Имаме глобално затоплување. Тоа е најголемата причина за да не се гради. Сега више нема мрдање, нож до коска е дојден, повлекување нема, се ќе биде битка голема. Уставниот суд ги укина урбанистичките планови за Маврово и соседните населени места, бидејќи тие дозволувале нелегално градење во заштитени подрачја, но градењето не запре, бидејќи поединци наоѓаат начини да добијат дозволи. Општината се уште нема донесено нови урбанистички планови, што создава дополнителен хаос и несигурност. Имаше ситуација кога луѓе има одобрение за градба и се чекаше правосилноста на тоа одобрение, но настапи периодот на забрана на укинување на планот и ние тие постапки го прекинавме на луѓето. И сега истите тие се жалат до одредени институции, како ќе одлучат повисоките институции, така ќе постапиме. Во последните 2 децении Маврово изгуби повеќе од 40% од жителите. Од некогашните 8500 жители во 2002, денес бројката е намалена на околу 5000. Како главни причини за континуираното иселување се токму нерегулираниот урбан развој, инфраструктурните проблеми и неконтролираното градење.